И сега е точно време да видиме каде нашата драга колешка Ирена Спировска. Еве, точно, Иренче, добро утро, те поздравувам и се радувам што за еден ваков убав голем спектакл заедно со маестро Стефче Стојковски и неговиот ансамбл Стефче Стојковски ќе проговорите за концертот насловен како За Македонија и македонците. Верувам дека публиката со нетрпение го очека сето ова. Повелете. Добро утро, секое утро, а ова октомвриско утро ве поздравувам од пред Македонската филхармонија, во чија што голема сала в понеделник, 21 октомври, конечно ќе се случи еден концерт кој што не треба да го пропуштите. Концерт на кој што ќе уживаме во звуците на народните инструменти, во македонските песни и ора, благодарение на нашиот виртуоз Стефче Стојковски, неговиот ансамбл. Многумина за него велат кавалџијата Стефче, некои го нарекуваат гајдаџијата Стефче, но тој е многу повеќе од тоа. Тој е мултиталентиран, мултиинструменталист и е вистински чувар на македонските народни инструменти, на македонскиот музички идентитет. Чести задоволство ми е што сум утрово со маестро Стефче. Добро утро. Добро утро, ви благодарам за прекрасната најава и голем поздрав до сите оние кои што редовно ве гледаме на телевизија Алфа. 25 години неуморно сте влюбеник во македонската традиција, во народните инструменти и ја расширувате македонската музика на секаде ширум сметот, а сега еве дојде конечно и моментот кога треба да се прослави големиот 25 годишен јубилеј со еден навистина преубав концерт кој што ќе понуди многу богата програма. Како течат подготовките, Стефче? Морам да кажам дека подготовките за сега ни одат одлично и ние навистина сме вложени во подготовките на овој наш јубилеен концерт. Концертот ќе представува нешто што навистина е ретка можност да го видат нашите во Македонија, нашинците, македонците, па и пошироко, нели? Тоа е нешто кое што е навистина едно доживување да се слушнат старите изворни македонски песни, пеени за нашите дејци кои што целиот свој живот го положиле за независна и слободна Македонија. А токму и тоа е мисијата на нашиот ансамбл. Значи презентација, афирмација, заштита на културното духовно наследство македонско пред се, на изворните инструменти, носиите, општо фолклорот, значи обичаите и така натаму. Така да ние сме на еден вид како ансамбл, еден културен амбасадор или културен промотор на Македонија и на се она што е наше одбележје, да кажеме. Нашите изворни песни, нашата музика, нашите духовни вредности, нашето битие, нашето постоење. Со тоа докажуваме дека ние постоиме како народ. И ние сме тие кои што ја галиме и ја храниме душата на секој оној кој што ќе ги чуе нашите песни, нашите ора, нашите инструменти, што ќе ги види нашите носи и навистина повторно ќе кажам, ретка можност имаат нашите гледачи или оние што ќе дојдат да го видат овој наш настан и овој наш јубилеј. Затоа ги повикувам во што помасовен број, во што поголем број да не поддржат и да се радуваат во споделувањето на радоста и љубовта во овие 25 години на назад. Искуството од изминативе 2,5 децении ќе биде сублимирано во тие неколку часа на кои што ќе се случи музичка магија. Збордва, Стефче, за програмата и како е замислен самиот концерт. Ние имаме многу голем репертоар. Значи, зад нас имаме материјали кои што не се објавени, но оние кои што се објавени се 21 носач на звук, аудио звук или 21 CD, 3 видео изданија имаме и една нотна книга. Сега програмата ни е многу богата. Значи не можеме се да отсвириме, ни треба минимум 5-6 концерти да направиме за цела програма да можеме да отсвириме, па и повеќе можам да кажам. Но предвидена е програмата да се опеат дел од оние дејци, како што кажав, кои што го посветиле својот живот за Македонија и песни каде што се споменува Македонија. Сега тука имаме нормално адаптирани песни за изворни народни инструменти, се вложивме на транскрипции, на работа, на записи, на мелографирање, на сите тие работи, на аранжирање, да го направиме сето тоа да биде што повеќе да прикажеме, да биде што покомпактно и што поинтересно за самата публика. Ке имаме изненадувања. Целиот концерт, значи програмски е замислен како бината ни е нас едно сред село, на кое што треба да се случуваат некои настани, а нормално на сред село се собираат сите
кои што живеат на село и така е целиот тој, да кажеме, проект како мала корео драма на почетокот, а потоа следува музичкиот дел во кој што ќе има и после тоа ќе имаме видеопроекции, нели, и ќе имаме едно така изненадување кое што и за нас како ансамбл представува изненадување со тоа што и огромен број на луѓе кои што ќе ни дојдат од странство, кои што веќе набавиле карти и кои што навистина ценат, ја почитуваат и ја поддржуваат работата која што ние ја работиме. Дејноста наша е ширење на културното наследство, ширење на она што е наше исконски чисто, она што пак ќе кажам, она што ја храни и го храни срцето и душата. Значи, тоа е една радост, една среќа, една веселба која што ќе ја прикажеме, се надевам дека ќе може да видат поголем дел од аудиториумот, а да истакнем и тоа дека овој настан наш ќе биде снимен од Македонската радиотелевизија, но едно е доживувањето на концерт, а друго е она кога ќе гледате само слика и звук. Значи, посебноста и енергијата која што ќе ја даеме, која што ќе ја вложиме нормално и која што ќе ја примиме од аудиториумот, ќе биде взаемна и мислам дека радоста ќе ни биде взаемна. Каде може да се набават влезници за концертот? Оние кои што не набавиле влезници досега, нека побрзаат и нека набават влезници во сите книжарници на литература и преку мрежата на онлайн или преку мрежата на МК Tickets може да набават карти и мислам дека ќе може да најдат. А исто така сакам да се заблагодарам на оние кои што не поддржа, а тоа е тука мораме да го напоменеме Министерството за култура. Потоа имаме наши пријатели кои што исто така несебично се одзва, купија карти, тоа е голема поддршка за нас и апелирам сите оние кои што купија, а и на оние кои што им се дадени гратис карти да дојдат и навистина да доживеат нешто што е во овие 30 години наназад од независноста, мислам дека не е доживеано. Се подготвува, значи, интензивно концертот сега в понеделник. Уште концертот не се случил и не завршил, а веќе се подготвуваат уште 2 концерти. Прилеп и Битол. Па да, Прилеп. Пред се е Прилеп, да, во Прилеп ќе биде во Центарот за култура Марко Цепенко и тамо ќе имаме на 25-ти еден концерт. Тој ќе биде сличен на овој сега, но повеќе ќе има инструментална верзија. Да напоменам и тоа дека ќе ни гостува октетот, Прилепскиот октетот во Прилеп, кој што работи во склоп на центарот и ќе биде исто така културно-уметничкото друштво Моминок, со кое што имаме некаква взаемна соработка. Така да и тамо ќе имаме интересен концерт, интересни музички композиции. Дел од нив ќе бидат авторски, дел ќе бидат народни, а сметам дека сите оние кои што ќе дојдат и тамо ќе доживеат навистина голема радост. Да кажеме сега дека пред да се вклучиме во живо во утринската програма, одлучивме да израдуваме и некои од гледачите на телевизија Алфа. Токму така, значи за оние кои што се наши љубители, кои што редовно не следат и ја следат вашата програма, ќе дадеме 2 карти за оние први кои што ќе се јават во режија и картите ќе може да ги подигнат на билетарницата во Македонската филхармонија. Ќе само да нагласат дека се гледачи од ТВ Алфа. Значи ќе мора не да имаат некаков документ или некоја потврда дека се јавиле во телевизија Алфа. И за крај, Стефче, како течат овие последни денови, дали и викендот ќе биде работен за вас, дали ќе течат и тогаш пробите или малку можеби ќе одморите и ќе земете здив пред големиот ден, понеделник, кога ќе очекуваме да ве видиме на сцената и да уживаме во вашата виртуозност? Ние концертот го најавивме уште во мај месец. Искрен да бидам, интензивно работевме. Летото беше навистина летен период, работен период за нас, со подготовки на концертот. Сето тоа течеше напорно, морам да признам. Имавме мали проблеми за кои што не би сакал да зборувам, но голема благодарност до оние кои што се одзва на нашиот концерт, голема благодарност до оние кои што прифатија да учествуваат на овој наш концерт, се понудија многу други. Значи, идејата првично беше, бидејќи 25 години славиме, да имаме 25 луѓе на сцената, да биде тоа како River Dance, да кажем, или како оние кои што ќе излезат на сцената и кои што ќе имаат еден спектакл музички. Подготовките ни течат многу добро. Ние пред
пред самиот концерт нема да работиме, бидејќи она што сме го научиле, тоа ќе го презентираме. Нормално е да се погреши, тоа е дел од аматеризмот, бидејќи ансамблот работи на аматерска основа, ниту еден не е професионалец, и тоа да нагласам, но се навистина прекрасни луѓе, можам да кажам повеќе од професионалци. Зошто? Затоа што си ја сакаат таа музика наша, затоа што ја изведуваат со големи емоции, со голема љубов, со голем сензибилитет, да кажам. Сега и тоа да напоменам дека подготовките што ни течеа, навистина работевме интензивно, напорно, цврсто и крајна посветеност даваме сите на самиот концерт. Верувам дека ќе биде прекрасно. За крај желби да помине концертот онака како што го замислувате, како што посакувате, а ние ќе бидеме во големата сала на Македонската филхармонија да уживаме во вашиот настан. Со Бога напред, мислам дека ќе уживаме сите во настанот. Ве поздравуваме уште еднаш и се одјавуваме од пред Македонската филхармонија. 21 октомври ве очекуваме во големата сала на незаборавно уживање на ансамблот на Стефчо Стојковски. Навистина е тоа прекрасна можност. Ви благодарам многу за отворената покана.